Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова телма амбуланта. Дали е нормално присуството на вагинален секрет кај жената? Како треба да изгледа здравиот вагинален исцедок? Дали промената во неговата боја, конзистенција или пак мирис укажува на потенцијален проблем како што се инфекциите и нарушено вагинално здравје? На оваа тема денес разговараме со доктор Милена Ѓорѓиевска, специјалист по гинекологија и акушерство. Разговорот следува по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото на Телма. За вагиналниот исцедок кај жените денеска зборуваме со доктор Милена Ѓорѓиевска, специјалист по гинекологија и акушерство во Промедика. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. И благодарам на поканата. Жените може да забележат дека понекогаш имаат помала количина или пак поизразена на вагинален исцедок. Дали е тоа нормално и каква е улогата на вагиналниот секрет? Вагиналниот исцедок може би една од најчистите причини за кое што жените, тоест пациентките, се обраќаат кај нас во ординација. Сега треба да кажеме дека самата вагина ја има таа супер моќ за само чистење. Односно, самата вагина е населена од добри, корисни бактерии, лактобацили, кои што придонесуваат за самото чистење, односно заштита на вагината од секакви инфекции кои што доаѓаат во текот на животот, односно во текот на сексуалните односи. Треба да спомнеме дека вагината не е стерилна средина и токму под дејство на овие лактобацили доаѓа до формирање на една кисела средина во вагината. Во репродуктивната возраст таа пеха на вагината изнесува негде од 3,8 до 5, што во споредба со крвта и останатата нормална пеха што е 7, ни кажува дека вагината е една кисела средина. И тоа има ли улога исто така во одржувањето на хигиената на вагината? Затоа што токму таа кисела средина овозможува самата вагина да си одржува својата хигиена. И затоа кажуваме кај пациентките дека присуството на беличе секрет, кој што нема специфична миризба, кој што е млечест по конзистенција, е нормален вагинален исцедок кој што се јавува кај секоја жена. Значи тоа е нешто што не треба да ги загрижува. Сега дали вагиналниот секрет се менува во однос на менструалниот циклус? Влијаат ли врз него женските хормони како што е естрогенот? Како што се менува и целото тело, така се менува и таа вагинална средина во текот на менструалниот циклус кај жената. Двата доминантни хормони, естрогените и прогестероните, играат улога и во самата конзистенција и обемност на тој вагинален секрет. Веднаш после завршување на менструацијата, првата, втората недела од започнување на циклусот, доаѓа до пик на естрогените хормони. Под дејство на тие естрогени хормони доаѓа до зголемено создавање, лачење на вагинален секрет. Тој е беличест, како што реков, нема некаква специфична миризба, има млечеста конзистенција и како се приближуваме кон периодот на овулација, дури некои пациентки забележуваат дека тој почнува да станува водест, па дури некои го споредуваат со белка од јајце. Сето тоа, сето тоа допринесува за процесот на оплодување на јајцеклетката со сперматозоидот. Значи може да биде индикатор за плодност. Апсолутно, да. Затоа што токму таквиот секрет овозможува сперматозоидот многу побрзо да стигне до јајцеклетката. Кога ќе помине периодот на овулација, се намалува нивото на естроген, меѓутоа за таа сметка расте прогестеронот. Тоа е хормон кој што се лачи во втората половина на циклусот, значи негде третата, четвртата недела од започнување на менструалниот циклус и тогаш може да забележат пациентките, односно жените, девојките, дека доаѓа до промена на конзистенцијата на самиот вагинален секрет. Станува погуст, полеплив и тоа е резултат на тој прогестерон. Значи, како што настануваат промени во текот, мислам, хормонски во текот на менструалниот циклус. Така се менува всушност и конзистенцијата на некаков начин на вагиналниот исцедок. А дали е нормално по завршувањето на менструацијата вагиналниот исцедок понекогаш да биде обоен, да има примеси на крв, да биде кафеавкаст? Завршувањето на менструалниот циклус треба да биде завршување на било какво крварење. Секоја абнормалност која што ќе забележи пациентката треба да се нотифицира, односно да се пријави кај незиниот матичен гинеколог.
често после завршување на менструалниот циклус, доколку дојде до такво кафеавкасто крварење, тоа може да ни укажува на некој хормонален дисбаланс што настанува кај пациентката. Најчесто се работи за инсуфициенција на лутинската фаза, односно често и кај пациентки кои што имаат полипчиња внатре во матката, после завршување на менструалниот циклус може да се јави уште неколку дена како кафеавкаст исцедок. И секако тоа треба да се нотира и веднаш да се јави пациентката на гинеколог. А кај девојчињата кои што нема добиено менструација, кои што се наближуваат кон своето прво менструално крварење, нормално ли е да се јави вагинален исцедок, бел узлав? Кај девојчињата кои што се уште немаат добиено менструација, постои дисбаланс на хормони. Кај нив естрогените се ниски, заради тоа и секретот е погуст. Во однос на многу влијание во однос на тој вагинален секрет има и самиот животен стил на девојчето. Во тој период сите се повеќе склони кон конзумирање на брза храна, храна богата со шеќери, газирани пијалоци, некои можеби не внимаваат на тие работи и заради тоа доаѓа до чест проблем со вагиналниот исцедок. Не е ретко да се појават и млади девојчиња кај нас во ординација. Баш со тие проблеми. Со тие проблеми. А каква е поврзаноста на бременоста и вагиналниот исцедок? Нормално ли е тој да се појача во текот на бременоста? Или пак треба сосема да отсуствува? Во текот на бременоста голема улога има и самото зголемено лачење на хормони. И од страна на мајката, меѓутоа тука имаме уште еден ендокрин орган, тоа е постелката, плацентата, која што исто така учествува во лачењето на естрогени и прогестерони. Поради високото ниво на естрогени доаѓа до зголемено лачење на вагинален исцедок. Меѓутоа, самиот организам тоа го има направено како бенефит, затоа што со зголемиот вагинален исцедок во текот на бременоста, самата вагина се заштитува од било какви инфекции кои што би дошле. Односно како држува хигиената. Како протективен ефект да го заштити бебето. Самиот организам ствара една бариера. Значи тоа е нормално? Нормално, да. А се јавуваат ли трудниците во паника кога ќе забележат зголемен секрет на вагинален исцедок, плашејќи се од инфекции? Точно. Меѓутоа, секој вагинален секрет кој што е зголемен, односно што е абнормален, треба да се пријави. Затоа што понекогаш и асимптоматска инфекција знае да помине само со зголемен вагинален секрет, без некаква миризба, и секако кај трудниците по индикација зимаме и микробиолошки брисеви, кога ни даваат таков анамнестички податок, а се разбира задолжително во 35-36 недела пред породувањето се зимаат микробиолошки брисеви, особено ГБС, за да може да бидеме безбедни во текот на породувањето. Трудниците се склони кон вагинални инфекции. Зошто е тоа така? Јас тоа го поврзувам со тоа што во текот, како што реков, има зголемен вагинален секрет под дејство на тој на дисбаланс на хормони што настанува, меѓутоа во текот на самата бременост имам впечаток дека многу пациентки се опуштаат во однос на исхраната. Тоа што не го јаделе во текот на пред да останат бремени, некако им станува вкусно, сладко во текот на самата бременост. Така да можеби и самиот тој самата промена во животниот стил влие и кон појавата на инфекции. Не се чести, затоа што пред секоја бременост препорачуваме, кога е планирана бременост, да се земат микробиолошки брисеви, пред да се планира бременоста, и тогаш сме најбезбедни дека во текот на бременоста нема да се јави некоја нова инфекција. Но важно е се да се препознае навремено и да се лекува во секој животен период, особено во бременоста. Секоја пациентка најдобро го знае својот вагинален исцедок. Во оној момент кога ќе забележи некоја абнормалност во тој вагинален исцедок, секако треба да се јави на гинеколог. Што обично треба да не загрижи како жени? Кои промени во вагиналниот исцедок укажуваат дека нешто не е во ред? Дали промената е на мирисот? Се разбира, тоа е клучно. Некогаш велат жените дека чувствуваат мирис на риба, на амоњак, и тоа е прилично често после менструацијата или пак по сексуалните односи? По менструацијата, па и по сексуалните односи, може да се јави тој мирис на риба и тој не упатува дека станува збор за бактериска вагиноза. Зошто е тоа така? Во текот на менструацијата, крвта што излегува има поалкална пеха и таа ја нарушува вагиналната пеха, односно
ствара услови за да се развијат тие бактериски вагинози. Често и после незаштитени сексуални односи, затоа што и самата сперма содржи поалкална pH за разлика од вагината, може да доведе до нарушување на таа вагинална pH, која што е услов за да се развијат тие бактериски вагинози, кои што се карактеризираат со непријатен мирис, најчесто мирис на риба, со погуст секрет, непријатност во гениталната регија, чешање, пецкање, кај некои пациентки може да се јави и проблеми при уринирање, печење при уринирање, така да тие се симптомите кои што алармираат дека треба да се упатат на гинеколог. Тоа е нешто што бара лекување? Или може понекога само од себе да се нормализира? Може да се нормализира, меѓутоа бара третман, затоа што може да се повтори. Така, значи, веќе споменавме дека мирисот е една од карактеристиките промената на мирисот е една од карактеристиките на инфекциите, на бактериските инфекции, што е со бојата. Ако има жолтеникава боја, зеленикава боја. Како што кажав и на почетокот, нормалниот вагинален секрет има бела, млечна бела боја. Се што одстапува од таа боја е нешто што бара дополнителна евалуација. Каква сообоеност може да биде присутна? Може да се јави секрет кој што има жолтеникава боја, кој што има сивкаста боја, тоа не упатува на бактериска вагиноза. Може да се јави секрет кој што има зелена боја, исто така тоа не упатува на некој од сексуално преносливите инфекции. Значи, врз основа на промените во вагиналниот секрет можете вака да имате отприлика информација за што се работи. Дополнително на тоа која би се додала и самата pH на вагината, кога би се измерила, веќе отприлика знаеме за кој тип на инфекција станува збор. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани зборуваме за женското здравје, пред се за вагиналните инфекции. Во таа насока ќе продолжиме во денешната емисија. Сите дилеми денеска ќе бидат разрешени токму тука во денешната Телма амбуланта. Значи, ве очекуваме со прашања. Ние продолжуваме понатаму. Дали има некои жени кои што се попредиспонирани кон габични инфекции во споредба со другите? Габичните инфекции може би се најчесто присутни кај пациентките кои што се јавуваат во нашата ординација, односно може би секоја втора, трета жена некогаш во животот ќе има кандида. Предиспонираност, самата кандида, тоест самата вагина е средина која што има идеални услови за развој на габична инфекција. Тоа е влажна средина, топла средина, во која што ако не внимаваме, може да се колонизира самата габичка. Што еднаш ќе се колонизира, многу е тешко да ја исчистиме до крај. Треба да е тоа упорен третман, меѓутоа не само локален третман, туку да влијаеме и на целиот имунитет, на целиот животен стил на пациентката. Значи тоа се промени во исхраната, промени во однос на хигиената, промени во однос на како треба да се грижи во текот на сексуалните односи. Значи тоа е еден повеќе пристап од повеќе страни за да може да ја излечиме таа габична инфекција. И веќе погледнеме одредени ризик фактори кои што се поврзуваат со појава на габичната инфекција, генитална габична инфекција кај жените, а тоа е бременоста, инсулинската резистенција или шеќерна болест, користење на орални контрацептиви, пиење антибиотици, небалансирана исхрана полна со нерафинирани шеќери. Но, докторке, пред да ги искоментираме сите овие ризик фактори зошто доведуваат до габична инфекција, ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност, а потоа детално ќе го разработиме сето ова, да видиме зошто одредени состојби може да доведат до промена во вагиналната флора и појава на габичката Кандида албиканс, која што споменавте дека е најчеста, но најнапред добар ден за првиот гледач за денес. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката. Поздрав до студиото. Ви благодарам. Сакам едно прашање до докторката. Така. Пред 4 години ми беше отстранета матката целосно со јајниците. Покрај топлотните бранови што ми се појавува, осеќам некоја вагинална сувост. Дали треба да се зема некоја превенција или може би Оесто фактот ХЛ таблетките може да помогнат за таа вагинална сувост. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Вториот дел од емисијата беше
предвиден да зборуваме за вагинална сувост. Сега ќе добиете неколку информации, но останете до крајот на емисијата за да ги дознаете сите детали поврзани со овој исклучително чест проблем кај жената. Повелете. Како што и самата гледачка кажа, по отстранување на матката и на јајниците, чест проблем што се јавува е појавена таа вагинална сувост. Зошто? Затоа што самото ниво на естрогени се намалува. Со самото намалување на естрогените доаѓа до намалена циркулација, да речем, во делот на вагината, односно самата слузница на вагината станува потенка, помалку еластична, и тоа е тоа чувство на сувост што се јавува кај пациентката. Често може да се јави чувство како на пецкање и често се болни сексуалните односи. Постојат за среќа на пазарот многу препарати во форма на гелови и лубриканти кои што може да се користат локално. Точно не ја знам причината за отстранување на матката и на јајниците. Не знам дали гледачката ја кажа. Не спомена, но еве да речеме доколку било карцином нешто такво сметле да се користат локални хормонски креми. Станува збор за карцином не. Затоа што тие содржат естроген и карцином е контраиндикација за употреба на тие креми. Во други случаи, доколку нема, значи кај пациентки кои што се во менопауза, кои што нема контраиндикации за употреба на естрогенски креми, истите може да се практикуваат еднаш до максимум 2 пати неделно. Ќе проговориме подолу во емисијата детално за вагиналната сувост. Продолжуваме со уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала да направя прво поздрав за вас до емисијата. Едно прашање, имам уште малку 70 години. Меѓутоа, за прв пат во мојот живот се соочувам со потврден бриз на бриз испитување дека има ешерихија коли на сервисот на матката. А имате некакви симптоми при тоа? Симптоми никакви. Некој пат како жежење, некој пат, ама многу ретко. И сега мојата докторка ми предложи полигинекс една недела и потоа пробалам целејди. Прашањето ми е колку време би требало да се користи полигинексот или што би требало да направам за да се отарасам од тоа, пошто мажот ме имаше, меѓутоа многу тешко и искорени. Така, значи користите вагинален пробиотик и колку што ве разбрав? Само една недела. Само една недела. Добро, ви благодарам. Дали треба или колку треба. Така, ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Ешерихија коли е чиста инфекција поради анатомијата на женскиот генитален тракт, која што може да се јави и во урината, меѓутоа и во вагината. Затоа кога ја третираме ешерихија коли, покрај тоа што се пие антибиотик преку уста, се дава и локална терапија во форма на вагиналетки, соодветен сапун за интимна нега со кој што ќе се одржува таа вагинална пеха и секако употреба на пробиотик. Зошто е тоа битно, посебно кај пациентки кои што се повозрасни. Затоа што, како што реков, нивото на естроген кај нив е намалено, односно самиот заштитен ефект кој што го создава под дејство на естрогенот, што се создава вагинален секрет, кај нив тој заштитен механизам е нарушен. Затоа е дополнително потребно да се зима и пробиотик кој што содржи лактобацилус. Со тоа би помогнале кон враќање на таа нормална флора што постои во вагината. Третманот зависи, ешерихија коли може да е баш тешка за лекување, односно третманот да трае подолго. Секако се прима антибиотик, после завршување на антибиотикот се повторува урината или вагиналниот бриз и третманот трае се до оној момент додека не добиеме негативен резултат. Но што ако е симптоматска состојбата? Да, ќе кажам дека... Ако не создава проблеми, дали тогаш само со пробиотик би требало да се направи обид за многу препарати што содржат и деманоза, кои што ги препорачуваме во овој период, како еден вид и на профилакса, меѓутоа тоа учествува и во самото третирање на инфекцијата. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Си исклучил гледачот, добро продолжуваме. Тука сте на линија, повелете. Повелете, ве слушаме во програма, сте повелете. Ало, ве молам поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Сакам да прашам за ќерка ми се работи. Има некој секрет што и се текува, значи толку јак што и ги гори дури како гајчината да ги гори.
Значи, ако се црни килотите, тие станува бело тука. Ако се бели како жолто, како изгорено, и ништо не ги пери, ма ни 90 ни 100 степени не ги пери. Беше една лекар во Скопје, наводно, и река дека се е во ред. Меѓутоа, таков исцедок, јас не би рекла дека е во ред. А не може и плюс да забремени. Таа има дете, ама сака за уште едно да забремени, и еве не може да забремени. И сега ме интересира дали докторкава да се јави таму на Промедика и да ми објасни докторкава дали тој секрет што толку ги е гори бојата од килотите, од гајчите, бело, ако се носи црвени, значи тоа е скроз во жолто, Така, значи интензивна количина појачан секрет има. Појачан и јак, значи не може гајчите на вријање да не се исперат, да се изразам народски. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите, доктор Кезова? Како што кажав и на почетокот, самиот вагинален исцедок, односно вагината, е кисела средина. Често може да се јави, да се забележи како на какичките, доколку се во некоја боја, како резултат на таа кисела средина, односно кисел вагинален исцедок, да се јави пребојување. Секако дека треба да се доевалуира целата ситуација, со оглед дека пациентката планира бременост, да се земат контролни микробиолошки брисеви и да се назначат сите дополнителни испитувања како би го решиле не само проблемот со вагиналниот исцедок, туку и со инфертилитетот. Но доколку покаже брисот дека се е во ред, нормално ли е ваков јак исцедок вагинален да има кај некои жени? Па, или има ли начин да се намали, еве, доколку станува збор за нормална состојба? Да, секако се дава соодветна терапија. Најчесто таквите ситуации упатуваат на бактериска вагиноза и секако третман следува. Така да. Така. Значи ќе биде потребно да се направи дополнително испитување. Ние сега продолжуваме со разгледувањето на најчестите ризик фактори кои што доведуваат до габична инфекција со кандида албиканс. Веќе ги споменав пред малку, тоа се бременоста, инсулинската резистенција или шекерната болест, користењето на орални контрацептиви, пиење антибиотици и небалансираната исхрана полна со нерафинирани шекери, секако има и други, но еве бременоста е на прво место. Се јавува често инфекција со кандида. Да. И како изгледа во тој случај вагиналниот исцедок? Вагиналниот исцедок е чест кај трудници и пак ќе спомнам дека тоа е резултат на тој хормонален дисбаланс што настанува во текот на самата бременост, односно зголеменото лаќање на естроген и прогестерон придонесуваат за таа влажност на вагината да е поголема и идеални услови за да се развие кандида. Самиот секрет при кандидијаза е густ, беличест, може да предизвика непријатно чувство кај пациентката, да се јави чешање, печење при мокрење и тоа е причината да се јават кај нас на преглед. Така, некогаш и симптомите може да бидат исклучително силни и веднаш да појдат на гинеколог да се бара решение. Споменавте лекувањето трае долго, но исто така инсулинската резистенција или пак шекерната болест може да биде ризик фактор за оваа состојба. Самата нерегулирана гликемија, односно нивото на шекер во крвта може да предизвика и појава на габична инфекција. Зошто? Затоа што како што е нерегулирано, односно високо нивото на шекер во крвта, така тоа ќе биде висок шекерот во урината, во секретот, во потта. Самото присуство на глукоза, на шекер, е идеална средина во која што би се развила кандидата. Затоа и кај тие пациенти кои што имаат шекерна болест, односно инсулинска резистенција, знае да се јави кандида почесто. Може ли да се јави кандида кај женати доколку почне да јаде многу благо, да речеме чоколади, колачи, сладки и слично? Точно. Да, брза храна. Тоа е еден проблем со кој што навистина сите се соочуваме, затоа што понекогаш е стварно тешко да се одолее. Меѓутоа, да, со тоа ствараме идеални услови за да се колонизира кандида. Се менува pH средината во тој случај на вагината? Да. Во случај на кандида, pH станува негде околу 4, што е кисела средина. А антибиотиците? Антибиотиците ги даваме кога третираме некаква инфекција, односно кога имаме некаков проблем. Меѓутоа, самите антибиотици, како што делуваат кон онаа бактерија која што сакаме да ја излечиме, така делуваат и кон тие корисни бактерии кои што ги имаме во вагиналната флора. И поради тоа, со самото делување, сакајќи да направиме, нели, да излечиме инфекција, ние всушност ја уништуваме нормалната вагинална флора. Затоа секогаш кога се препишува антибиотик, се
препорачува и употреба на пробиотик. Па и после завршување на антибиотикот може да се продолжи со пробиотик за да му помогнеме на организмот да ја врати таа вагинална флора. Пред малку гледачката спомена дека зема пробиотик наменет за вагиналната флора. Дали е подобро тој пробиотик да се пие преку уста или пак да се нанесе со вагинални чепчиња? Убаво е да се користат и двата патишта на внесување, и преку уста, и локално, вагинално. Се разбира со локалното вагинално внесување многу побрзо ќе имаме ефект, меѓутоа со внесување преку уста ќе имаме некој ефект што ќе трае многу подолго. Значи преку уста кога ќе се земаат пробиотиците може да стигнат до вагината. Секаде. Така, како изгледа лекувањето на Кандида албикас, на габичната инфекција со оваа габичка? Но не е само таа габичка, секако дека има и други габи кои што може да предизвикат проблем. Точно, меѓутоа во 80% од случаите на кандидијаза изолирана е токму Кандида албиканс. Лекувањето со антифунгални средства кои што може да се внесуваат преку уста и се аплицираат вагинално. Третманот може да трае до 7 дена. Кај оние габични инфекции, односно кандида која што е упорна, односно кога имаме се повторува и трае со месеци. Точно, тоа се повеќе од 4 епизоди на кандида во текот на една година, сметаме дека тоа е упорна кандидијаза. Кај нив може третманот да трае и повеќе, односно кај нив оралниот внес на антифунгално средство не е еднократно, туку се внесува секој трет ден првата недела, па потоа веќе еднаш неделно и тоа може да трае неколку месеци. Секако, пак ќе речам, многу е важно и промената на животниот стил на самата пациентка, односно да се придружува до сите оние препораки што ги даваме ние како гинеколози. Значи да се избегнува храна, брза храна, богата со шеќери, газирани пијалоци, алкохол, пушење. Се тоа се работи, мерки кои што можеме да ги превземеме и сами да си помогнеме за побрзо да излечиме инфекцијата. И да не се пијат антибиотици на своја рака, бидејќи може да доведе до еден ваков сериозен гинеколошки проблем кој што споминавте се лекува долго. А што е со жените кои што имаат гастроинтестинални проблеми? Да речеме чести течни столици, проблеми со желудникот, може ли тоа да биде исто така поврзано со промената на вагиналната флора и појава на кандида? Секако таквите симптоми треба да ги изевалуира интернист. Меѓутоа, нарушувањето на целокупната флора на организмот, односно цревната, вагиналната, тоа се различни флори во организмот, секако може да допринесе до појава на тие симптоми. Продолжуваме понатаму со најчестите бактерии кои што може да предизвикаат промени во вагиналниот исцедок. Како се манифестира инфекцијата со хламидија? Хламидија може би една од најчестите сексуално преносливи инфекции. Кај еден дел од пациентките може да помине асимптоматски, без никакви симптоми, без никакви промени во вагиналниот исцедок, без пациентката да забележи дека има некаков специфичен мирис. Кај друга половина од пациентките може да се јави водичест секрет, може да се појави таа болка, непријатност при уринирање, непријатно чувство во текот на сексуални односи и тогаш се јавуваат на гинеколошки преглед. Хламидија е една, како што реков, од најчестите инфекции со кои што се среќаваме. За среќа постои соодветен антибиотик кој што се дава, се прима и самата инфекција не е страшна доколку се третира и се открие на време. Во спротивно може да предизвика посериозни компликации, односно истата да се прошири кон матката, кон тубите и да предизвика стерилитет, тоест проблеми поврзани со планирање на бременост, а исто така може да предизвика и ектопична бременост. Затоа треба барем еднаш годишно ги советуваме нашите пациентки да земаат микробиолошки брисеви. Ако имаат промена на партнер, тогаш се прави тоа по секоја промена на сексуалниот партнер. А дали преканцерозните промени, како што се ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, ќе доведат до некакви промени во вагиналниот исцедок? Има ли
појачан исцедок со некаков мирис и слично, или тоа не е Преканцерозните лезии можат, меѓутоа и не мора да предизвикаат некои промени во вагиналниот исцедок. Кога веќе ќе се јави вагинален исцедок кој што е крвав, розеникав, тоа упатува на некоја промена, доколку станува збор нели за промена на грлото на матката, која што е веќе во понапреден стадиум. Така да самите преканцерози не мора да дадат некаков вагинален исцедок. Може да помине и без нешто да забележи пациентка. Но ако се јави сукрвица, така се опишува на тој момент, значи примеси на крв во вагиналниот исцедок, потребно е веднаш да се направи, претпоставувам. Доколку пациентката забележи крв во вагиналниот исцедок, независно од менструалниот циклус, се разбира доколку е по завршување на менструалниот циклус, или доколку забележи крв во вагиналниот исцедок по сексуален однос, тогаш е задолжително да се јави на гинеколошки преглед. Канцерогените промени се поврзани со вагинален исцедок или не? Може да дадат зголемен вагинален исцедок, односно таков резеникав, меѓутоа пак ќе речам не мора да значи. Ако има некој напреднат стадиум, тогаш се јавува баш вагинален исцедок со резеникава боја или црвена. А што е со жените кои што се во менопауза или пак во постменопауза? Тие можат ли да очекуваат појава на некако вагинален исцедок? Кај жените кои што се во менопауза, односно во постменопауза, доаѓа, како што спомнав и претходно, доаѓа до намалување на нивото на естроген. Кај нив се јавува таа вагинална сувост и кај нив не би требало да се јави некако вагинален исцедок. Меѓутоа, доколку забележат некаков исцедок, секако треба тој исцедок да се изевалуира. Значи треба да се изевалуира секоја промена. Доколку е бактериска или па габична инфекција, тоа треба да се лекува соодветно, понекогаш да се прима пробиотска терапија, промена на животниот стил и во принцип за колку време би требало да се нормализира состојбата? Тоа е индивидуално, зависи колку самата пациентка е дисциплинирана и се придружува до оние препораки што ги даваме ние како доктори. Самиот третман на бактериска габична инфекција од прилика траат 7 до 10 дена, пак ќе речам доколку станува збор за некоја упорна инфекција, тогаш може да трае подолго. Секогаш после завршување на антибиотска терапија правиме контролни микробиолошки брисеви, да видиме дали таа бактерија е исчистена, ако треба се продолжува со антибиотик до нејзино излекување, односно до добивање на негативен резултат на микробиолошките брисеви и до подобрување на самата состојба на пациентката. Да проговориме и за превенцијата, како би можеле да се спречат промените во вагиналниот исцедок и инфекциите, бидејќи не секогаш инфекциите се тие кои што доведуваат до некаков проблем. Што е со хемиските иританти, да речеме, употребата на вагинални тампони. Некои жени употребуваат диафрагма како дел од процесот на заштита од несакана бременост, или пак користат сапуни за измивање на интимната регија. Можат ли тие да доведат до проблем? Доколку не се до засилен вагинален исцедок? Можат, доколку не се придружува до оние протоколи, препораки кои што се наведени, тогаш таа може да се јави дисбаланс на таа вагинална пеха и да се јави зголемен вагинален секрет. Употребата на тампони некои пациентки практикуваат, наместо санитарни влошки да употребуваат тампони, меѓутоа тие треба да се менуваат на точно определен период. Затоа што, како што реков и на почетокот од емисијата, менструалната крв е поалкална и доколку се задржи подолг период во вагината, може да предизвика дисбаланс на таа вагинална флора, на таа вагинална пеха. Во однос на тие сапуни што се за интимна нега, навистина има премногу препарати на пазарот и многу пациентки ги земаат на своја рака. Меѓутоа, ние како гинеколози препорачуваме употреба само на клинички тестирани препарати, гелчиња за интимна нега, кои што имаат пеха од 3,5 до 5, со кои што не би ја нарушиле дополнително таа пеха која што постои во вагината. Треба да содржат млечна киселина, има секакви додатоци во нив. Секако тоа не би било штета, затоа што и самиот лактобацилус, тоа е механизмот на кој што ја прави таа кисела средина во вагината. Го ферментира глукогенот и создава млечна киселина. Со таа млечна киселина се одржува таа кисела пеха во вагината. Значи треба да се внимава на каков начин всушност се одржува хигиената. Некогаш велат премногу хигиена и не е добро. Точно. Како е најдобро да се измива жената во интимната регија? Како да ја одржува хигиената?
Најдобро би било со вода. Само со вода? Само вода. Меѓутоа, постојат толку многу убави препарати на пазарот, што можат да одберат некој од нив, се разбира во консултација со нивниот гинеколог, и тоа да е еднаш дневно. Доколку во текот на денот има потреба од дополнително туширање, тоа да биде само со вода. Многу жени користат дневни влошки, особено оние што имаат изразен вагинален исцедок. Ги препорачувате ли? Никако. Никако? Да, затоа што самите дневни улошки допринесуваат за нарушување на таа вагинална пеха и дополнително стимулирање на лачење на вагинален секрет. Значи се потенцира проблемот наместо да се Посебно со реши. тие дневни улошки кои што содржат парфеми. Миризливи што се. Миризливи. Некои дури користат и парфеми во интимната регија, специјално наменати за тој дел од телото. Да, меѓутоа за таа регија само вода е она што треба да го потребува. Значи, внимателно, најдобро да се измиваат жените само со вода или да користат специјални Соодветни средства со сапуни. соодветна пеха. Вредност никако дневни влошки, а каков да биде долниот веш? Долниот веш треба да биде памучен. Се тоа што одстапува од тоа не треба да се користи. Не е за секојдневна употреба. А во однос на перењето, еве на памучниот долен веш, на колкава температура во машината да се вклучи? Важно ли е тоа да се испере на 90 степени или на 60 важно е, степени? да, затоа што така би биле сигурни дека ќе се исчистат сите бактерии. Аха, значи и на тоа да се внимава. Што друго би можеле да ни посочите еве како превенција од можни инфекции? Од можни инфекции покрај промената на животен стил, значи да се внимава на целокупното здравје, не само да биде фокусот на вагиналниот истадок, секако треба да се практикува и безбедни сексуални односи. После сексуални односи препорачуваме да има уринирање, за да може целиот генитален тракт да се исчисти. Некогаш препорачувате пред сексуалниот однос и под сексуалниот однос уринирање. Што велите вие? Се согласувам. Може и после сексуален однос да се исчисти, да се измие тој дел, гениталниот дел. Користење на презерватив? Се разбира, кажав. Да, само еден сексуален однос може да доведе до инфекција? Доволно е само еден? Само еден сексуален однос, доколку е незаштитен, може да биде причина за пренесување на сексуално пренослива инфекција. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, некаде околу 6-7 години сум. Така. Вагинално исто како вашето сако што сум била црвена. Меѓутоа сум отишла на кожен лекар, зошто си дошла тука ми рекоа и ми дадоа некои лекарства, ноќта ќе умрев. Од лекарствата ги прекинав. Истата ноќ заминав на гинеколог. Гинекологот ми рече исто зошто си дошла, не си за тука, ќе умрев са бајлента. На општиот лекар на матичен отидов некаде, мора, реков, да се обратам на приватниве лекари, да ме пратите по приватниве болници, пошто во државната никак... И што ви рекол кога отидовте на лекар? Што ви рече матичниот? За што се работи? Па, имав вагинална инфекција, црвено целата бев, горев, че умрев, во главата имав проблем од проблемите, никој не ми обрна внимание. А направивте микробиолошки тестови, се утврди за што се работи, направивте некакви микробиолошки тестови? А какви ме враќаа лекарите? Аха, не ви направија никакво испитување, но сега се надевам дека сте добра. Сега сум добра, меѓутоа сакам за воиднина. Са бајлента ми рече матичниот лекар да примам 5-6 инекции со инфузија, примав за алергија и се стабилизирав. Меѓутоа тие 2 ноќе ќе умрев, никој не ми обрна, нити кожниот лекар, нити гинеколог. За воиднина, кај треба да се обратам за такво нешто? Така, доколку имате таков исцедок. Јаки болови, како вашето сако сум била црвена, не сакаа ни да ме побијат. Значи имавте таков исцедок. Така, ве разбравме. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каде треба да се обрати, Иве, гледачката, доколку не дај Боже се повтори еден проблем ваков сериозен што го имала? Доколку се појават истите симптоми, треба да се јави кај нејзиниот матичен гинеколог, за да можеме да направиме комплетна евалуација зошто тоа се јавува. Значи ова е гинеколошки проблем, колку што. Доколку се јавува во гениталната регија, така разбрав, тогаш треба да се јави кај нејзиниот матичен гинеколог. Продолжуваме ние понатаму, зборувавме детално за сето она што е поврзано со вагиналниот исцедок
И сега доаѓаме до еден период кога жената влегува во менопауза, кога не е типично да се јави вагинален исцедок, туку напротив се јавува вагинална сувост. Но вагиналната сувост не е ексклузивно резервирана само за овој период од животот. Може ли да се јави и порано? Да речеме, ако не практикува несоодветна хигиена. Точно. Со сапуни доколку се измива жената. Ке се јави сувост? Кај пациентките кои што се во менопауза и постменопауза се јавува таа вагинална сувост и тогаш, како што рековме, резултат на тој недостиг на естрогени. Меѓутоа, многу често и кај млади пациентки, кај кои што имаме нормални условно речено менструации, може да се јави таа вагинална сувост, односно често ја забележуваат при сексуални односи, се поболни, понепријатни и се јавуваат кај нас на преглед. Прекомерната хигиена која што сакаме да направиме во таа генитална регија може да е една од причината. Меѓутоа и подлежечки хормонален дисбаланс кој што настанува кај пациентката може да предизвика појава на таа вагинална сувост доколку станува збор за пациентка која што е во репродуктивна возраст. И во тој случај препорачуваме не само да се испитаат женските хормони, туку комплетно да се направи евалуација на сите хормони кај пациентката. Значи тироидна, пролактин. Значи комплетно. Комплетно. Да. Не ендокринологија, претпоставам дека тоа сето треба да се испита. А дали е нормално жените што дојат да се соочат со вагинална сувост? Во текот на доењето, кога отсуствува менструацијата? Кога отсуствува менструацијата, во тој период имаме до сега може би ретко сме такви пациентки кои што во текот на доење се јавуваат на гинеколог со таа вагинална сувост. Може би секако треба да се направи евалуација повторно, ќе речам, на тој дисбаланс на хормони што настанува, меѓутоа треба да се изевалуира и да не има некој подлежечки психолошки момент кај самата пациентка, па таа поврзаност со бебето да смета дека сега само за тоа, на тоа треба да се обрне внимание, а да има и некакво друг подлежечки проблем, пак ќе речем. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Дали се исклучи? Да. Добро, продолжуваме понатаму. Веќе ги споменавте симптомите кои што може да се јават како резултат на вагиналната сувост. Дали сувоста на вагината може да придонеси до појава, да речеме, на урогенитални инфекции? Како што кажав неколку пати, самиот естроген кој што се лачи во репродуктивната возраст придонесува за како еден заштитен механизам на самиот организам. И тој допринесува во тоа зголемено лачење на вагинален секрет. Кога се намалува нивото на естроген, самата слузница во целиот генитален тракт станува потенка, поосетлива на било какви влијанија. И затоа често, тоест кај пациентки кои што се во менопауза, во постменопауза, може да се јават и чести урогенитални инфекции. Заради тој, всушност заради тоа што го немаме тој одбранбен механизам на естрогенот. Кој е решението за вагиналната сувост? За вагиналната сувост постојат многу и вагиналети, и гелчиња кои што може да се ставаат, кои што содржат хијалурон, со кои што се подмачкува вагината, може да се користат лубриканти во текот на сексуалните односи. Употребата на пробиотици кај вакви пациентки е многу битна и секако доколку нема контраиндикации, постојат креми кои што содржат естроген, кои што можат да се употребуваат еднаш до 2 пати неделно. Како се нанесуваат локално? Се нанесуваат локално вагинално. Вагинално. И колку време тие може да се користат? Може ли со месеци, например? Може да се користат со месеци за да може да пациентката се ослободи од тие несакани симптоми. Со самото прекинување би се вратиле назад сите тие симптоми. А што е со оралната хормонска терапија? Советувате ли да се зема нешто такво во овој период од животот кај жената? И дали тоа би било решение меѓу другото и за вагиналната сувост? Оралната контрацепција ја даваме во оние случаи кога треба да се пие. Значи, кога постои индикација за ординирање, секако дека ја даваме. Дали се тоа пациентки кои што имаат ирегуларни менструации, дали се тоа пациентки кои што сакаат да се заштитат од бременост, секако тие се пациентки кои што се под контрацепција.
А со некои што се во менопауза како заменска хормонска како терапија? заместителна терапија во постменопауза може би и не ја даваме толку често, затоа што секако дека тој ризик од развој на карцином на дојката стои, е многу мал, меѓутоа секако стои. Хормонската терапија, хормон заместителна терапија, може би ја даваме во тој период на перименопауза. Значи, кога жената влегува во период на климакс, кога доаѓаат од тие топлотни бранови, валунзи што се јавуваат, за да го олесниме тој период. Кога веќе ќе престане со менструација, тогаш нема решение? Има решение, меѓутоа тоа е употреба на тие локални средства. Кои што може, како што веќе споменавте, подолго време да се користат, а дали често се вуваат жените за вагинална сувост, исто како што имате пациентки кои што редовно доаѓаат кај вас поради промена во вагиналниот секрет? Точно, тоа се проблеми кои што ја мачат таа популација на жени. Неретко се јавуваат и такви пациентки во нашата ординација и пробуваме да најдеме некој најадекватен третман кој што би им помогнал во таквите ситуации. Се наоѓа решение? Се разбира. Промената во исхраната ќе помогне нешто во животниот стил или кога се работи за хормонски веќе промени во организмот е малку потешко? Секако здравиот начин на живот има бенефит не само за таа вагинална флора, туку и за целокупниот човечки организам. Така да пиењето доволно течности, здрава исхрана, спортување, тоа се некои работи што може да помогнат во подобрување на тие симптоми. И еве сосема за крај, само уште како еден заклучок да донесеме дека секоја промена која што се јавува, гледач имаме. Значи сосема на крајот на денешната емисија ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Вака, поздрав до вас. Имам прашање до докторката. Јас имам полип миом и сакам да прашам дали на тоа се должи што имам менструација, значи обилна во првите 3 дена, а потоа имам исцедок како последните денови на менструацијата, ама трае многу долго, значи 2 недели може трае. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, ова е едно убаво прашање. Колку што разбрав, пациентката има и миом и полип што е веќе диагностициран. Во таквите случаеви, кога матката веќе содржи миом, може да се јави пролонгирано обилно менструално крварење. Не ја знам големината на миомот, меѓутоа, доколку станува збор за некој поголем миом, тогаш може да предизвика пролонгирано крварење и обилно. Самиот полип може да даде како кафеавкасто со крвица при крајот на менструалниот циклус и таквата ситуација треба да се изевалуира, односно да се проба со хормонска терапија да се дава, која што содржи поголема, тоест која што содржи прогестерон. Доколку не успееме да го средиме тој проблем, тогаш се пристапува кон одстранување на тој полип. А миомот се прати. Доколку не расте, доколку не предизвикува некакви други симптоми, например често мокрење, во зависност од поставеноста или проблеми со одење по надвор, тогаш само се прати, во спротивно треба да се размислува за негово одстранување. Зависи од позицијата на миомот и од самите карактеристики. Докторке, доколку во исцедокот, вагинален исцедок има примеси од крв по 1 недела, 2 недели, значи со кафеава боја, што се јавува тој исцедок, може ли да дојде до анемија кај пациентката? Дали е тоа опасно? Секоја крварење кое што трае подолго, од 5 до 7 дена, треба да се изевалуира и треба да се направи крвна слика доколку крварењето кај пациентката трае подолго. Се разбира дека и доколку тоа се повторува секој месец, треба да се направи крвна слика. Еве, значи сосема за крај, секоја промена на вагиналниот исцедок да биде проследена кај гинекологот. Доколку секако има промена на бојата, на мирисот, на конзистенцијата, доколку има некакво непријатно чувство, симптоми кои што ги забележува пациентката кои што претходно ги немала, тогаш секако треба да се јави на гинеколог. Значи, доколку има некаква промена во бојата, во мирисот, во конзистенцијата, а нема пропратни симптоми, значи ли дека има инфекција или не? Може да има инфекција и без симптоми?
Како што реков, некои инфекции, например хламидија, може да помине и без симптоми, да е асимптоматска. Така да не треба да го оставиме тоа да помине само од себе. Ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам, драго ми беше. Почитувани, денес имавме навистина интересна тема. Верувам дека гледачките добија навистина многу корисни совети, препораки поврзани со женското, пред се вагинално здравје. Гостинка во студиото ни беше доктор Милена Ѓоргиевска, специјалист по гинекологија и акушерство. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.